Во Занаечискиот дом денеска се одржа првиот регионален саем на социјални предпријатија од североисточниот регион. На саемот во организација на проектот Подршка на социјални предпријатија и регионалниот центар за подршка на социјални предпријатија од Куманово своите производи и услуги ги презентираа 20 на социјални предпријатија и граѓански организации кои се занимаваат со економска активност. Тим лидерот на проектот Подршка на социјални предпријатија и председател на фондацијата Барка од Полска Барбара Садовска истакна дека е посебно задоволна што во регионот постојат иницијативи за социјални предпријатија кои што имаат силна социјална мисија и ги промовираат нивните висококвалитетни услуги и производи, истовремено обезбедувајќи одржливо решение за ранливите категории граѓани. The main elements of the project Првиот елемент на кој што работиме тука напорно е легислативата. Значи да се подготви легислативата е закон за социјални предпријатија и да се утврдат критериумите за да се види кои сите организации, предпријатија, поединци може да бидат да ги исполнуваат критериумите за основање на социјално предпријатие, колкав треба да биде почетниот капитал, каква треба да биде типот на помошта и што се треба да направат за да може да основаат социјално предпријатие. И вториот елемент што е уште покруцијален, значи да се дефинираат кои се тие финансиски инструменти кои што ќе може да бидат достапни за социјалните предпријатија. Во прв ред зборувам грантови, ама не само грантови, туку понатаму комбинација од грантови и заеми, а понатаму и подолгорочни заеми за да може социјалните предпријатија да направат една конструкција, да купат машини, алати, да може да ја почнат производството и давањето на услуги за кои што се основале. Представувајќи неколку искуства, Садовска истакна дека социјалното предприемништво и добрите практики во Полска и во многу други земји покажаа дека овој модел е многу корисен и ефикасен во социјалната реинтеграција и вработување на ранливите групи граѓани. support structure, creation, establishment of support structure. Исклучително важен елемент е создавање на структура за поддршка на социјалните предпријатија. И за таа цел ние формиравме национален центар за поддршка на социјалните предпријатија со седиште во Скопје, меѓутоа имаме и 8 регионални центри за поддршка на социјалните предпријатија, од кои што едниот се наоѓа во Куманово. Кој е целта на овие регионални центри? Да се поврзат социјалните предпријатија со предприемачите, со бизнисите, да се дефинираат кои се оние ранливи групи кои што може да се интегрираат во социјалните предпријатија, едноставно да им се помогне со менеджмент, со управување, со создавање на бизнис план, да застанат на нозе. Промоцијата, видливоста, маркетингот, подобрата промоција и пласман на овие производи изготвени од социјалните предпријатија. Ние имаме создадено и наш бренд, значи наша ознака, произведено од социјални предпријатија. И со самото тоа кога ќе купите некој производ каде што има ознака произведено од социјални предпријатија, значи дека вие придонесувате кон каузата за одржување на животната средина, за помагање на социјалната стабилност и хармонија во општеството и социјалната кауза. Проектот Подршка на социјално предприемништво, поддржан од Европската Унија, има важна улога во спроведувањето на концептот на социјалното предприемништво како алатка за социјална инклузија и одржлив локален развој во земјава. Проектот го спроведува ЕПТИСА во конзорциум со Баркај и Екорис, во соработка со Министерството за труд и социјална политика. Саемот е дел од серијата промотивни настани за социјалните предпријатија кои се одржуваат во сите региони низ земјава.